Почитувани, СДСМ со незаконското назначување на директори прави криминал. Согласно законот, се што тие ќе потпишат, направат и изготват е незаконски. Владата, уште во првиот месец, прави криминал. Од владата на СДСМ има целосен и апсолутен молк во однос на грубото прекршување на законите со незаконското именување на функционери на повеќе државни институции. Владата на шверцерски и илегален начин сака да протурка некомпетентни кадри кои треба да раководат со институциите. Таков еклатантен пример е со предлогот на владата до собранието спротивно на закон за директор на Агенцијата за државни службеници да се именува член на највисоките партиски органи на СДСМ. Спасе Глигоров е предлогот на владата на СДСМ, а тој воедно е и член на извршниот одбор на СДСМ. Член 16, став 1 од Законот за државни службеници е јасен, цитирам: директор на Агенцијата за државни службеници не смее да биде лице кое е член на органите на политичка партија. Со неговото предложување, владата на СДС го крши законот и наместо професионализација сака да спроведе груба партизација на администрацијата. Дополнително, не постои никаков законски основ за отповикување на досегашниот директор согласно Законот за државни службеници. СДСМ, спротивно на закон, предложува за директор на Агенција за државни службеници партиски војник за да им ја врши грубата партизација на администрацијата. Законите и процедурите не се испочитувани и преку назначувањето на директорите на Службен весник, Државниот завод за статистика, Агенцијата за млади и спорт, Државниот архив, Управниот инспекторат, кој е задолжен да ги штити процедурите кои СДСМ ги крши на големо. Ниту еден од споменатите и за оние кои согласно закон е предвидено задолжително познавање на јазик, немаат приложено сертификат. Разрешувањата се направени без претходен оглас. Ветуваа транспарентност, добивме самоволие. Ветуваа законитост, добивме шверцерско непочитување на законите. Ветуваа професионалци, добивме партиски војници. Бараме итно повлекување на незаконските одлуки на владата и почитување на законите. Благодарам.